вечер во вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Денес започнува академската 2015-2016 година. Приоритет годинава и на УГД и на Министерството за образование е изградба на студентски дом во Штип. Во Пекчево ќе се гради дом за стари лица. Старата амбуланта ќе биде реновирана и за 2 години применета во дом за стари. Предноста ќе имаат лицата со мали примања. Младиот каратист Мартин Стојменов од Кочани го освои првото место на државното првенство за кадети и јуниори. Викендов ќе се бори за пласман на светското првенство во Џакарта, Индонезија. Катица Јанева, актуелна обвинителка од Гевгелија, е новиот специјален обвинител. Ова име било договорено во раните утрински часови, откако претходно било договорено обвинителот сам да ги бира тимот и соработниците. Со изборот на специјален јавен обвинител се исполнува уште една обврска од договорот за надминување на политичката криза во Македонија. Со 111 гласа пратениците денеска го изгласаа законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Денес започна академската година на државните универзитети. На свеченоста во Универзитетот Гоце Делчев на студентите им се обрати ректорот Блажо Боев и заменик министерот Спиро Ристовски, кои на студентите им посакаа успех во академското образование. И градоначалникот на Штип Илчо Захариев им посака успех во студирањето на студентите на Штипскиот универзитет. Започна новата академска година 2015-2016 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Првиот академски час на 8-та генерација на студенти денес свечено се одржа во мултимедијалниот центар на универзитетот. Оваа година околу 3000 студенти се запишаа на 12 факултети и 3 академии, препознавајќи ја својата иднина токму на овој универзитет. Приоритет и оваа година за ректорот се студентите и квалитетна настава. Квалитетна настава и работа со студентите за да добијат добро образование, да се најдат во живот и да добијат квалитетни работни места по тоа, по завршувањето на образованието. Од Министерството за образование најавија дека наскоро ќе се реши едно од битните прашања за студентите, а тоа е проширување на сместувачките капацитети и изградба на студентски дом. Врз основа на проекциите и плановите кои што ги имаме поврзани со студентското сместување, има во план ние со досегашниот и сега и со новиот ректор заеднички ќе процениме каде, во која фаза и со колкав капацитет ќе се пристапи во насока на обезбедување на дополнителни студентски места, така да тоа е во рамки на приоритетите кои што заеднички со раководството на универзитетот ќе ги реализираме во следниот период. Благодарам. На вчерашната ректорска управа професор доктор Саша Митрев официјално му е предаде функцијата на новоизбраниот ректор професор доктор Блажо Боев. За нов ректор професор доктор Боев беше избран на 110-та седница на Универзитетскиот сенат, со што доби мандат од 4 години и на оваа функција може да биде најмногу 2 мандати. Остануваме со образованието. На 2 недели од стартот на училишната година се уште не е извршена целосна замена на старите учебници. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денес во Штип изјави дека во наредните 10 дена старите учебници да бидат заменети со нови. За да не се повтори овогодишниот проблем и до година, тој апелира училиштата на времено да ги пријават потребите од новите учебници. Учебниците се континуирано се заменуваат, како што и беше најавено од страна на нашето министерство, се врши комплетна дистрибуција на учебниците, меѓутоа истовремено треба да бидеме свесни дека станува збор за огромна количина на учебници на сите училишта во Република Македонија. Очекувам во наредните 10 дена да се заврши со процесот на замена на учебниците, затоа што во
во тековниот месец веќе во најголем дел е извршена замена на сите пријавени учебници од страна на училиштата и повторно апелирам и во иднина и нормално следната година училиштата многу поконкретно да се занимаваат со прашањето со потребата од промена на учебници, затоа што ние како министерство реализираме тоа што ќе го добиеме како информација од самите училишта. Со наредниот прилог одиме во Пихчево, каде во наредниот период ќе се гради дом за стари лица, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Неодамна отворениот дом во општина Берово е единствениот од ваков тип во државата. Општински установи, домови за грижа на стари лица по теркот на Беровскиот ќе се градат и во други општини од државата. На истокот најбрзо дом за стари лица ќе добие Пехчево, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Старата амбулантна зграда ќе биде реновирана во модерен објект за згрижување на стари лица кој во рок од 2 години треба да биде изграден од страна на купувачот. Како министерство и понатаму ќе продолжиме со низа активности за зголемување на капацитетот на старските домови во Република Македонија за отворање на нови старски домови. Изминатите неколку месеци се продадоа неколку локации за изградба на старски домови, односно 4 локации, меѓу кои локацијата во Пехчево, каде што купувачот на објектот кој што порано беше старата амбуланта има врска во период од 2 години да отвори старски дом. Меѓутоа исто така се продадоа и локации за изградба на старски домови во Охрид, во Илинден, исто така и во аеродрома. Набрзо ќе излезе јавен повик за продажба на локација во општина Петровец, во Катланови, исто така во Богданци. Во соработка со останатите општини во Република Македонија ќе направиме максимални напори за континуирано да влијаеме на зголемувањето на капацитетите за згрижување на стари лица, меѓутоа исто така и за зголемување на квалитетот на услугите кои што ги даваат истите капацитети. Приоритет за згрижување во овие институции ќе имаат старите лица со ниски примања и оние со нарушено здравје. Старите лица во Република Македонија имаат, особено оние кои што се во потешка здравствена состојба, имаат неопходна потреба од секојдневна и континуирана грижа. Токму таа потреба ја наложува и поголемата потреба од институции кои што ќе овозможат 24 часовна грижа за старите лица. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања и кои што се во потешка здравствена состојба. За сега, неодамна изградениот објект во Берово е единствениот од ваков тип во државата, кој е општинска јавна установа за згрижување на стари лица. Започна доградбата на детската градинка Весели Цветови во Делчево. Потпишан е договорот за доградба на градинката со фирмата изведувач, која градежните работи треба да ги заврши до нова година. Започнува доградбата на детската градинка Весели Цветови во Делчево. Општината го потпиша договорот за доградба со фирмата Деконком од Скопје, а финансиските средства се обезбедени преку проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка. Денес со фирмата изведувач Деконком го потпишуваме договорот за доградба на градинката и се надеваме дека ќе ставиме крај на овој проект кој што се провлекува ќе подолго време. Знаете, градинката е еден од посуштествените проблеми за општина Делчево. Така да, остануваме на тоа дека времето кој што е пред нас за неколку месеци овој проект ќе биде затворен на општо задоволство на сите наши сограѓани. Во рамки на проектот за доградба на Весели Цветови ќе бидат изградени нови 4 училници со тоалет, изградба на ходници помеѓу училниците, како и изградба на помошни простории. Воедно доградбата ќе вклучува и нова фасада со термоизолацијски карактеристики, како и инсталација на подно грејење во новите училници. Согледувајќи ситуацијата на терен, у која фаза се наоѓа сега градинката, ние се надеваме дека до нова година, здравје Боже, ќе биде готова нова година, Делчево да има нова градинка за децата да имаат каде да престојуваат. 4 простории се нови унутра, комплетно реновирани, значи со енергетска согласност по најнови стандарди и системи опремени. Сумата за доградба на детската градинка изнесува 17 милиони и 600 илјади денари, а досега во рамки на овој проект се инвестирани околу 2,7 милиони денари средства од буџетот на општината. Сумата предвидена за изградба на оваа градинка, до сега е потрошено 2,7 милиони денари средства од буџетот на општина Делчево,
А сега станува збор за околу 17 милиони 600 илјади денари, средства кои што општина Делчево ги добива преку кредитно задолжување од Светска банка. Како што истакна градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански, со реализацијата на овој проект ќе се реши еден горлив проблем за граѓаните од општината, бидејќи капацитетот на градинката ќе се зголеми драстично за уште 100 дечиња. Црвениот крст и сообраќајната полиција во Штип со заеднички проект ги едуцираат учениците за сообраќајна култура и прва помош при сообраќајни незгоди. Во просториите на општинската организација на Црвениот крст во Штип денес беше одржан иницијативен состанок на дел од волонтерите и командирот на сообраќајната полиција, на кој се разгледуваше предлог проектот Научи прва помош и однесувај се одговорно во сообраќајот, предвиден да се реализира во тековната учебна година. Во соработка, досегашната соработка со општинската организација на Црвениот крст се произлезе една иницијатива за организирање на ваква едукација на младите со цел поголема безбедност во сообраќајот, подигање на свеста на сите учесници во сообраќајот, а со тоа да се намалат сообраќајните незгоди, како и последици од истите. Предвидени се реализација на повеќе активности, како што се обуки за прва помош, обуки за безбедност во сообраќајот. Предвидено е да се организираат надпревари, телевизиски квиз, со цел подигнување на свеста кај младите за овие две дејности, поттикнување на надпреварувачкиот дух кај младите, со што се надеваме дека оваа година бројот на младите лица кои што ќе бидат обучени ќе биде зголемен за разлика од ланската година. Целна група на проектот се учениците од основно и средно образование, на кои представници од сообраќајната полиција и волонтерите на Црвен крст ќе им ја презентираат важноста на одговорното однесување во сообраќајот и значењето на првата помош како во секојдневниот живот, така и при сообраќајни незгоди. Кои ќе се најдат кои ќе се затекнат на место на сообраќајна незгода, односно во поопасна ситуација, да разликуваат живот или смрт и на тој начин да знаат на правилен начин и навремено и правилно да укажат прва помош со цел да спасат некој живот. Последователно обучувањето ќе биде сигурно претходно предвидени термини или низ училиштата. За почеток учениците ќе добијат промотивни материјали кои наскоро ќе бидат дистрибуирани во училиштата, пошто ќе може да се пријавуваат за учество во проектот. Ќе се организираат повеќе работилници, а последната активност на проектот Научи прва помош и однесувај се одговорно во сообраќајот ќе биде организирање на квиз надпревар каде ќе се промовира стекнатото знаење. До сегашните искуства покажуваат дека се пројавува околу 70 до 100 ученици. Очекуваме и поголем број на пријавени, затоа што учесниците ќе можат да формираат групи по 5-6 души и при тоа тоа ќе биде како еден надпревар со повеќе групи и при тоа најдобрите би биле наградени. Според првичниот план предвидено е овој проект да заврши пред крајот на учебната година, односно во мај 2016. Третата фаза од едукативната работилница за културното наследство на Кучани и Кучанско се реализираше денес во Кучани. 20 дена ќе бидат изложени делата на учесниците во овој проект, ученици од основните и средните училишта во Кучани. Музејската збирка на Кочани како депанданс на Археолошкиот музеј на Македонија денеска го имаше третиот дел од едукативната работилница посветена на културното наследство на Кочани и Кучанско. На работилницата учествуваат 27 ученика на возраст од 9 до 16 години од кочанските основни и средни училишта. Главната цел беше да покажеме дека преку игра, преку едукација може многу повеќе да се научи, значи тие ги доловиле основните црти на тоа што можеле да го видат и на тоа што тие си го замислиле. Во најголем дел инспирација, како што и сами можете да забележите, наоѓаат во накитот и тоа уште од најстарите изработки кои што овде јас можам да ги препознаам, потекнуваат од енеолитот, 5000 години од пред наша ера, иако презентацијата започнуваше со каменото време, значи од 7000 години пред нашата ера, меѓутоа енеолитот и железното време изобилуваат, како и средниот век, изобилуваат со прекрасен накит и во најголем дел учесниците на работилницата инспирацијата ја наоѓаат токму во тој дел.
Откриениот археолошки материјал кој на учесниците им беше прикажан преку видеопрезентација беше доволна инспирација и предизвик да се создадат дела кои во целост ги осликуваат археолошките предмети од повеќе археолошки локалитети во општината. Работев во месецот мај во работилницата и сликав со темата акрил. Средниот век ми беше многу инспиративен, особено накитот, па го представив како тоа изгледал на жените во средниот век. Многу ми беше интересна работилницата, бидејќи овде заедно цртавме, а и многу научив за археолошките остатоци во Кучанскиот регион. Моите изработки ги работев со молив и со црна туш пенкава. Цртав стари археолошки пронајдоци кои што се најдени во Македонија и со темперни бои. Инспирација па гледав од некои примери. Мојата наставничка Марија. Изложбата на дела од работилницата за културно наследство на Кочани и Кочанско во етно куќата ќе биде отворена во наредните 20 дена. Стартува сезоната на жетвата за ориз. Проценката на ориз за производителите покажува дека се очекува богат и квалитетен род, а како причина за тоа се временските услови. На 10 дена пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите проценуваат дека ќе имаат добар квалитет и мощне богат род кај оризовата култура. Состојбата со полинијата е извонредна, бидејќи и во екот на вегетацијата Кочанската котлина ја карактеризираа многу сончеви денови и топло време, што во комбинација со оптималните количини вода овозможи културата на време и квалитетно да созрее. Производителите велат дека комбајните се подготвени и чекаат да зажнеат по оризовите ниви. Оваа година оризопроизводителите очекуваат просечни приноси до 600 килограми од декар, иако на поедини површини се јавуваат и рекорди. Каде е убаво прскано, каде има и мало поубави, има оризи, каде е работено, каде не е работено поубаво. И оризо многу има, просто има тикви работи и нема да има. Ако послуже времето, ако не падне слана, ќе има. Па квалитет, ако има, и цена на оризите да има. Сигурно дека кога ќе стаса ќе бидеме сите подготвени таму. Комбаите ќе жнеат, тука ќе дојде квалитетот, мислам. И лански и сега исти. А приноси, шо знам, дали 700-800 кг декар така дава и за... Задоволството на земјоделците го зголемува изворениот квалитет на оризот, поради што тие оптимистички најавуваат дека откупната цена може да достигне до 60 денари за килограм бел ориз или 30 денари за килограм арпа. Од прилика треба да се движи околу бели околу 60 динара, онај 30 динара да се движи. 60-30 да биде белио, 30 арпата, 60 да биде откупна цена на белио ориз. И оваа година се очекува жетвата први да ја започнат производителите од Чешиновско, бидејќи токму на нивите во атарот на ова село културата најбрзо зрее. Инаку во Кочанскиот производствен регион под ориз се посејани вкупно 4500 хектари, од кои се очекуваат приноси над 25.000 тони арпа. Од петок до недела се одржува Штипската пастрамајлијада. Покрај вкусната храна и джиновската пастрамајлија, гостите на оваа гастрономска манифестација ќе ги забавуваат Желко Самарчич, Калиопи и други, а главна звезда ќе биде фолк дивата Цеца Режнатовиќ. На само 3 дена пред почетокот на пастрамајлијадата во Штип, познати се деталите за 8-то поред издание на манифестацијата, која го слави гастрономскиот бренд Штипската пастрамајлија. Предвидени за годинашно реализирање на пастрамајлијадата 18, 19 и 20 септември започнуваме од петок со програма која што официјално започнува од 20 часот. Меѓутоа, штандовите и останатото ќе профункционира многу порано. Се инсталираме веќе од утре на тој простор. Во делот на содржините кои што ќе ги има во оној протоколарен дел, да кажеме дека ќе има она традиционална изработка на джиновска пастрамајлија. Макпромет и ова година ја подготвува неа.
ќе имаме напревар во брзо јадење, ќе имаме напревар во брзо послужување, тоа угостителите дека се подготвуваат да видат кои од нашите угостителски објекти го имаат најбрзиот келнер. А за музичките звезди мислам дека доволно веќе сте информирани, но сепак да кажеме дека во 3 дена имаме по неколку артисти кои што мислиме дека ќе го задоволат интересот и ќе направат добра забава. На пастрамалијадата ќе учествуваат 26 угостители и 3 винари, кои ќе нагостат околу 100.000 посетители. Во текот на вчерашниот ден беше распределувањето на штандовите, помина без никаков проблем, на општо задоволство на сите, утврдувањето на цените. Тие се ангажирани, укажано им е дека треба да внимават на квалитетот на пастрамалијата, на големината, со цел да не дозволиме ексцеси, бидејќи ова се случува по 8 пати веќе, не треба да се дозволи да бидеме на некој начин критикувани заради тоа што квалитетот на пастрамалијата или низината големина не била на него како што луѓето очекуваат. Значи огромна благодарност до генералниот покровител Скопско и до традиционално фирмите кои што го помагаат, ја помагаат манифестацијата, тоа се винаријата Тиквеш и Штипски брилјант. Од локалната самоуправа апелираат Штипјани овие 3 дена да ги остават автомобилите дома. Да дојдат пеш на локацијата до Иле и да учествуваат на пастрамалијата, со што ќе помогнеме во, така да кажам, сообраќајното решение околу оние кои што ќе дојдат од регионот и од Македонија, да им овозможиме тие да дојдат со автомобили, тие да ги паркираат, да најдат место за паркинг, а ние сите да излеземе пеш и да помогнеме во реализација на манифестацијата на тој начин. Оваа година ќе има поставено сообраќајни знаци и патокази кои што сите оние заинтересирани кои што доаѓаат од источниот регион, па и од Скопје, Велес и од Радовиш и Струница, ќе бидат информирани каде да се движат и каде најлесно да влезат во Штип без да се направи некој поголем хаос. Важно е да се каже дека при влегување од Кочан и Виница од горниот дел, ќе постојат патни знаци и оние кои што доаѓаат на пастрамалијадата ќе бидат пренасочувани преку Балван и мостот, преку општина Кarbinci да влезат, со цел да се растовари влезот од кај Чардаклија и главниот влез од кај Велес и Скопје. И делот на угостителите е веќе завршен. Оваа година организацијата е на поголемо ниво, штандовите се во помал број, не со цел да биде полоша услугата, него да биде подобра, да се даде по поголема квадратура на гостителите, да може да дадат подобра услуга на своите клиенти. Цените околу пастрамалијата ќе бидат унифицирани на сите штандови, тоа е договорено на вчерашниот ло, нема да има разлики од штанд до штанд, исто така и за пијалото. Со добра музика, со добри пејачи кои се предвидени овие 3 дена и со добра организација од гостителите, се надеваме дека имаме добра забава. И само би порачал Македонија, повелете на добра музика и добра штипска пастрамалија. Сцената останува на истото место. Штандовите се повлекуваат до тротоарите, така што на улиците ќе има доволно простор за посетителите. Угостителите ќе продаваат унифицирана пастрамалија по цена од 120 денари. Со оглед на квалитетот на музичките звезди и најавите на посетители кои доаѓаат од регионот, се очекува нивниот број да достигне над 100.000 од цела Македонија и регионот. Словенија е подготвена да прифати повеќе илјади мигранти, доколку тие тргнат кон таа држава по затварањето на унгарско-српската граница, соопшти Словенечкото министерство за внатрешни работи. Министерството ги повика општините и граѓаните да покажат солидарност и да ги прифатат мигрантите, доколку тоа биде потребно. Египетски милиардер вчера соопшти дека води преговори за купување на 2 грчки острови, на кои ќе насели илјадници бегалци од Сирија и од други конфликтни зони. На почетокот на септември богатиот египетски бизнисмен предложи на Грција и Италија да купи од нив острови на кои ќе бидат прифатени мигрантите. Од почетокот на годината над 430.000 лица главно од Сирија го минаа Средоземното море, бегајќи од сиромаштија или од конфликтите во своите земји со надеж да стигнат до Европа, покажуваат податоците на Меѓународната организација за миграција. Следните 2 години би можеле да бидат најтоплите досега забележани во светот, се наведува во истражувањето на метеоролошката служба на Велика Британија. Експертите предупредуваат дека климатските промени би можеле да се случуваат под влијание на зголемувањето на емисии на гасови и природни движења. Се очекува феноменот Ел Нињо на Пацификот да влијае врз вкупното затоплување во светот.
Мартин Стојменов откочени на изборниот турнир односно државното првенство за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година, го освои првото место во категоријата до 60 килограми. Тој извојува 3 победи, со што го зазема првото место. На 11 септември во петокот се одржа државно првенство во Скопје. Ова државно првенство ни беше исто така и изборно првенство за светското првенство што ќе се одржи во Џакарта во Индонезија. За 2 недели не очекува исто така уште едно изборно првенство на кое учествуваат четворојцата најдобри во категоријата. Ке се бореме меѓу себе, кој освои прво место, според бодовите на селекторите, тој патува на светското првенство. Имав тројца противници, бев добро подготвен, после долга пауза од повредата, се подготвував подолго време и ги совладав сите противници. Па во иднина не очекува, исто така не очекува уште за месец дена не очекува државно првенство, тоа државно првенство ќе не биде за Европско првенство и за Балканско првенство. Следно што го очекува Мартин е подготовки за државното првенство, изборен турнир и Балканско првенство. Во тек се подготовките за новата сезона на одбојкарскиот клуб Пробиштип. Новата сезона на овој клуб кој се надпреварува во првата македонска лига ќе започне некаде крајот на октомври. Во одбојкарската федерација во саботата се одржа и состанок каде беше продолжен рокот за пријавување на екипите кои ќе се надпреваруваат во првата лига и кои што може да се пријават до 18 септември. Според информациите кои ги добивме од председателот на одбојкарскиот клуб Пробиштип Игор Манасков, најверојатно 6 екипи ќе се надпреваруваат во новата сезона. Оваа сезона ќе биде трета поред во која се надпреварува одбојкарскиот клуб од Пробиштип. Инаку оваа година по предлог на одбојкарскиот клуб Пробиштип и одобрување од страна на Одбојкарската федерација на Македонија на 4 играчи Агенцијата за млади и спорт и додели државна стипендија Спортска надеж, а тоа се младите спортисти Мартин Јовановски, Филип Николовски, Никола Стојковски и Никола Митевски. Вечерва стартува новата сезона од најсилното фудбалско клупско надпреварување на светот, Европската лига на шампионите, со надпреварите од првото коло. Шампионската титула и оваа година ја брани силната Барселона, која во минатата сезона го надигра Јувентус со резултат 3:1. Оваа година има голем број на кандидати за големиот трофеј: Реал Мадрид, Манчестер Сити, ПСЖ и Бајер Минхен. Иако дуелот Реал Мадрид-Шахтјор треба да понуди нешто повеќе неизвестност во групата А, поголемо внимание привлекуваат ПСЖ и Малме. Интересно ќе биде и во групата Б, каде што холандскиот фудбалер Мемфис со новата екипа од ова лето Манчестер Юнајтед ќе игра во Ајндховен кај ПСВ, чии бои досега ги бранеше од 2006 година. Дефинитивно еден атрактивен дуел се очекува помеѓу офанзивниот Волфсбург и московската ЦСКА. Во групата С е дебитантот во Лигата шампиони Астана против фаворитот Бенфика, додека Атлетико Мадрид ќе игра на жешкиот терен со Галатасарај. И на крајот е дербито на колото во групата Д, Манчестер Сити и европскиот вице-шампион Јувентус. Денеска и утре почнува новата сезона во мултимилионската лига на шампиони, спектакл кој со нетрпение го очекуваат милиони љубители на фудбалот во светот. Ова е се во дневникот на телевизија Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.